Здраво! Весникот е најстариот традиционален медиум во светот. Како и останатите медиуми, служи да се сподели некаква вистина со поширока публика. Но сте помислиле ли што се крие зад насловите? Дали е тоа целата вистина или само дел од вистината? Знаеме ли да читаме весник? Знаеме ли да слушаме радио и да гледаме телевизија? На темава разговараме со нашиот експерт-манипулатор доктор Драган. Здраво! Да, секако дека тоа што е објавено во медиумите е вистина. Најчесто, а само понекогаш, тоест најчесто таа вистина мора да биде прикажана од наш агол. Малку да се модифицира, ако се разбира. Не се разбираме баш. Види, проблемот е што весникот има премалку страници, а вестите на радио и телевизија уште помалку минути за да се прикаже целата вистина. Затоа, уредниците мора да направат селекција, конташ, да го одвојат важното од неважното. Сега, тука тие одлучуваат што е важно, а што не. Малку да се ги прилагодат вестите на своите потреби. Чекај, како тоа ги прилагодуваат? Еве, например, National Geographic правеше репортажа за пирамидите. Сега, фоткава, не им се уклапаше у форматот за наслов. Што направија луѓето? Си ги земаа пирамидите малку, си ги споија. Така, и си добија одлична фотка. Слично направи еден фоторепортер од Лос Анџелес Таймс. Човекот имаше фотографии од бегалци на граница. Сега, на еднава фотка бегалци ја пасивни, на другава фотка војници ја пасивни. Си зема човеков од двете, си направи една фотографија. Топ! И тоа е окей? Нормално дека е окей. Што е, нема пирамиди у Египет? Немаме бегалци по граница? Тие само зема си креираа нови... Стоп! Клучен збор креираа. Медиумите не ја пренесуваат стварноста во директен пренос, тие креираат своја стварност, малку поразлична од реалноста. Некогаш вистината ја прилагодуваат на своите потреби, а некогаш на својата уредувачка политика. Затоа е важна медиумската писменост, за да знаеме свесно и критички да ги примаме нивните содржини. Да ги препознаеме манипулациите во медиумите, да реагираме. Колегата од Лос Анџелес Таймс доби отказ заради таа негова мала интервенција. Малечка интервенција за која мислам дека ако те фатат,